Тече последната недела од првиот круг од изборната кампања за претседателските избори. Премиерот Заев верува во граѓаните дека ќе излезат да гласаат, во спротивно вели Македонија ќе влезе во нова политичка криза. И во најлошите сценарија, доколку одлучи некој да бойкотира, треба да си го прифати ризикот, што доколку и со неговиот бойкот се постигне цензус од 40%, вели Заев. Јас верувам дека е можно да се постигне 40%. И секако не размислувам за бойкотот заради тоа што Рената Десковска, како прв правник во мојата влада, ми вика: имаш избори повтарање, имаш можност да смениш устав и во него две подможности. Едното е да го тргнеш цензусот и другото е да бираш председател во собранието. И што ќе мислам се? Нема што да мислам како да има цензус. И ќе има цензус, верувам дека ќе го постигнеме. Зошто? Заради тоа што верувам во граѓаните. Нема да ја остават вака државата да оди низ вода. Нова политичка криза ќе биде тоа. И додека политичките карвани патуваат од град до град, од село до село, аналитичарите стравуваат дека на овие претседателски избори има помало одзив на гласачите, особено во вториот круг. На минатите претседателски избори одзивот се движеше некаде до 950.000 гласачи и тие се убедени дека доколку не биде избран претседател, Македонија ќе западне во посериозна криза. Евентуалниот неуспех на претседателските избори, иако го промовира Талат Џафери како веде председател, што не му одговара на ВМРО, го носи парламентот во нова ситуација на потрага по 80. Поради нужната промена на моделот за избор на председател. Било што од тие две барат во третинско мнозинство. Така што игра се враќа повторно ситуација на прљави преговори, која беше најпогубната за Заев во последниот период. Тој најмногу изгуби од својот рейтинг токму во пролонгирањето на таа криза и во компромисите кои мораше за тоа да ги направи. Доколку пропаднат изборите, прво многу е малку веројатно, јас не верувам дека ќе се организираат уште едни избори со истиот модел и така натаму, кој што веќе само што пропаднат. Што значи дека пропаднат избори, ќе значи дека ќе мора да се пристапи кон некаква промена. И Спасов и Арсовски велат дека претседателот е најдобро да биде избран на директни избори или без цензус во вториот круг. Посочуваат дека простичната излезност за избор на претседател во Европа е под 20%.